Мала Светагора, рај за растителниот свет. Најживописен кањон во Македонија, во чија внатрешност се простира една од најдлабоките подводни пештери во Европа, Врело. Вака накусо може да се опише Матка, но има уште толку многу што да се каже за најпознатото туристичко место во околината на Скопје, кое последниве години е незаобиколна дестинација не само за домашните, туку и за се поголемиот број странски туристи. Кањонот Матка се наоѓа на 15 на километри северозападно од главниот град, во долниот тек на реката Треска, каде е сместено најстарото вештачко езеро во нашава земја, обкружено со стрмните карпи на околните планини, високи и до 1000 метри. Посетителите може да уживаат во убавината на пејзажот, мирисот на свеќињата и песната на птиците. Доколку имаат среќа, може да здогледаат некои од денес се поредките семејства орли, како надлетуваат над кањонот. Матка е влез во мистичен и таинствен свет. Освен големото богатство од растителен свет и ретки животински видови, кањонот изобилува со голем број културно-историски споменици, главно ранохристијански храмови, мали средновековни црквички и манастири, испоснички скитови и пештери, од кои некои денес се само рушевини, но сите тие се сведоци за богатото минато на овој предел. Според својата местоположба има убави услови за развивање на монашкиот живот. Самите карпи, тешко пристапното место, дозволило да се градат манастири и испосници скитчиња во кои што се одвива аскетско и сихастичкиот живот. Токму поради тоа многу често Матка е споредувана со Света Гора и е нарекувана Мала Света Гора. Секој монах кој што живеел на Света Гора, дури луѓе, монаси, свештеници кои ја посетиле, при престојот во манастирите на Матка искажуваат дека самиот карпес дел со крстови на секој врв, мирисот на воздухот, мирот кој тука се чувствува, многу подсетува на неа. Заедничка меѓу Света Гора и меѓу Матка е и поврзаноста со Пресвета Богородица. Од црквите кои постојат денес, повеќето се зачувани во целост, а од некои се останати само рушевини. На брегот на езерото се црквата Свети Андреа и манастирот Света Богородица. Потоа манастирот Свети Никола Шишевски и црквата Свети Спас. А постојат и остатоци од ранохристијанските цркви Света Троица и Свети Ѓоргија. Покрај верските објекти, високо во кањонот Матка, стојат и зидините на некогашната средновековна тврдина Марковград, која била изградена како прибежиште за населението во времето на османлиите. Црквата Свети Спас се наоѓа високо над левиот брег на реката Треска, во непосредна близина на селото Горна Матка. Црквата е сместена на зарамнето планинско плато, точно над браната Матка, во местноста Петров камен,
на 1 час пешачење од манастирот Успение на Пресвета Богородица. До црквата води и широк земјен пат од селото Горна Матка. Свети Спас е мала еднокорабна црква, чија што изградба датира од доцниот 14 век. По долгогодишна запуштеност, во црквата повторно почнаа да се одржуваат прослави на празникот Спасов ден, на кои присуствуваат верници од Скопје и околните села Шишево, Сарај, Горна и Долна Матка. Исто така е изградена и нова камбанарија, висока 9 метри. Во одборот на црквата Свети Спас се уште стојат остатоците од темелите на двете ранохристијански цркви, Света Троица и Свети Ѓорѓија, обележани со икони од светците, крст и кандило за свеќи. Свети Троица или Свети Архангел Михаил е црква од 12-13 век, од времето на Византија. На овој простор може да се сретнат расфрлани или вградени во црквите камени делови од раноримскиот и доцно античкиот период. Десно од местноста Петров камен, скриени меѓу бујната вегетација, се распознаваат рушевини од некогаш моќната тврдина Марков град. Местото е тешко пристапно. Крепоста е поставена на стратешко место и својот најголем развој го доживува во доцната антика и средниот век. Денешното име Марков град, тврдината го добила по Марко, кој по смртта на татко му Волкашин станал крал. Среде тврдината е сместена црквата Света Недела, која датира од средината на 14 век. Таа е речиси разрушена. Сепак, по неколкуте икони, кандилото и запалените свеќи, се заклучува дека се уште ја посетуваат верници, најчесто планинари. Од величественоста на погледот озгора ви запира здивот. Лево е Свети Спас, долу езерото Матка и браната. На другата страна се забележува манастирот Свети Никола Шишевски. Манастирот Свети Никола Шишевски се издига високо на десниот брег на езерото, на една зарамнета тераса на карпите. До него може да дојдете само пеш, и тоа од 4 страни. Од мостот на реката Треска, во близина на кајакарските терени, оттаму има половина час пешачење. Од селото Шишево, 1 час, од врвот на Водно, но оттаму до манастирот се пешачи повеќе од 3 часа. И со кајче од другиот брег на езерото, па потоа пеш по стрмна козја патека. Не се знае точно кога е изградена манастирската црква посветена на Свети Никола. Според анализата на најстарите сочувани фрески, црквата најверојатно била изградена и живописана во втората половина на 14 век. Ова сознание го подкрепува и манастирскиот документ во кој се вели дека и кралот Марко помагал во подигањето на црквата.
Од сочуваните материјали се дознава дека манастирот во текот на 15-тиот и 16-тиот век представувал силен и активен културен центар во околината на Скопје. Кон крајот на 19-тиот век, како резултат на се позачестените напади на локалните арнаутски банди, манастирот целосно запустел. Подоцна повторно бил обновен животот во него, но тоа траело кусо време. Манастирската црква се состои од две градби, а над влезот на црквата се наоѓа голема фреска на Свети Никола, патронот на манастирот. Од старите манастирски конаци, денес се останати само темелите врз кои се изградени летниковци со прекрасен поглед кон црквата Свети Андреа. Црквата Свети Андреа се наоѓа на самиот брег на езерото Матка, скриена меѓу стрмните високи карпи. Таа е една од ретките цркви каде се е зачувани повеќето надписи од времето на подигнувањето и живописувањето на црквата. Изградбата на браната Матка во 30-тите години на 20-тиот век, патот до неа станува лесен и пристапен. Но во времето кога била изградена, во 14-тиот век, пристапот до црквата бил многу тежок. Црквата Свети Андреа чува фрески со висока уметничка вредност, распоредени во 3 зони, насликани од зографите митрополитот Јован и монахот Григорije. Од надписот кој се наоѓа на западниот влез од внатрешната страна, се дознава дека црквата ја подигнал вториот син на кралот Волкашин и брат на кралот Марко, Андрејашин, во 1389 година. Денес црквата Свети Андреа во Матка е една од ретките зачувани цркви во форма на слободен крст во Македонија. На левиот брег на реката Треска, на излезот од кањонот, е подигнат манастирот Матка. Името го добил бидејќи бил централен, матичен за другите манастири и скитови што се наоѓале во овој дел од клисурата. Манастирот Матка е посветен на успението на Пресвета Богородица. Уште во рано христијанство, од 4 до 6 век, на Матка се градат ранохристијански базилики. И се предпоставува дека и самата црква е на место од старохристијанска базилика или во близина, но нема ископување направено за овие предпоставки да бидат потврдени. Постоењето на ранохристијанската базилика го сведочат камените остатоци од неа вградени во надворешните ѕидови на манастирската црква. Се предпоставува дека многу рано жителите на Долна Матка го примиле христијанството. По изградбата на базиликата тие веќе почнале да учествуваат во богослужбите во ранохристијанскиот храм. Веќе во 14-тиот век врз тоа старо светилиште или во близина на него е подигнат и манастирот Матка, со црква посветена на успението на Пресвета Богородица. Точното време
на подигање на црквата не е познато, но се претпоставува дека е изградена околу 1337 година од Бојко, син на непознатата властелинка Даница, а врз основа на еден надпис во црквата Свети Никола во Љуботен, каде што се вели дека во тој период Бојко бил господар на матка. Во наосот на нашата црква, над западниот влез, се наоѓа сочуван надпис од 1497 година, во кој што се спомнува името на ктиторката Милица, незиниот починат сопруг Тошинко и синот Никола. Се кажува дека Милица го поправила покривот, ја живописала црквата, подигнала припрата и купила лозје за самиот манастир. Црквата е градена во византиски стил, зидана од камен и тула. Има форма на стеснат впишан крст со едно кубе, кој се потпира на 4-зидна квадратна основа. Куполата лежи врз осмоаголен тамбур, носен од масивни пиластири, во кои се сместени 4 прозорци и 4 слепи ниши. Централната апсида на црквата од надворешната страна е тристрана. Во 19 век биле изградени манастирските конаци, каде тогашните градители на најдобар можен начин ги покажале своите градителски квалитети. Во склопот на манастирскиот комплекс се наоѓаат Параклис, посветен на Свети Григорий Палама и Свети Наум Охридски, Параклис за палење свеќи и нова камбанарија, чија што архитектура ги содржат традиционалните карактеристики за градба и во никој случај не го нарушуваат оригиналниот лик на манастирот. Фрескоживописот е поставен во 4 сликарски зони. Светители во цел раст, маченици во медальони, композиции од Христовите страдања и големите празници. Фрескоживописот внатре во манастирот е од Охридската школа од крајот на 15-тиот век. Овде за прв пат се забележани фрески прилагодени во просторот типот на збиен впишан крст. Бидејќи во Охрид црквите биле големи и не било проблем да се прават и повеќе орнаменти. Кај нас секое мало ќоше е искористено за светител да се стави во него. Карактеристично за фреските во нашиот манастир е тоа што претежно се фрескописани сите зачетници на монашкиот живот, како и основоположниците на првите манастири на овие простори. Тоа е пак уште еден знак дека овде, уште во тоа време, кога се фрескописала црквата, веќе имало братство или сестринство во манастирот. Представите на Богородица, на кого е посветена црквата, и сцени од незиниот живот се присутни во сите делови од внатрешноста на црквата. Во манастирот се чува и иконата на Пресвета Богородица Троеручица. Меѓу останатите прикажани ликови во олтарниот простор на јужниот зид е насликан Свети Кирил Филозоф, а на спротивниот
е прикажа неговиот ученик, свети Климент Охридски, чиј лик ги поседува карактеристиките на Охридската ликовна школа. На северниот зид е свети Зосима, како ја причестува света Марија Египетска, единствената жена на која ја е посветена една недела од Великиот пост, а на предната страна од пиластерот се свети Георги, света Варвара, света Петка и Деисис, каде Христос е представен како цар над царевите. Манастирот си има свој кодик, кој е сведок не само за дарителите, туку и за активниот живот на манастирот. Кодикот денес се наоѓа во Софиската Народна библиотека. Инаку, самиот ракопис во својот основен дел настанал во 60-тите или 80-тите години од 16-тиот век. Кодикот на манастирот Матка е мал ракопис, кој содржи 49 плюс 1 лист. На првиот лист даден е вовед кој е карактеристичен за повеќето кодици, во кој се вели дека црквата е подигната со труд и љубов. Се спомнуваат садовите за служење, златни и сребрени, икони со сребро и злато украсени, книги со и без оков. И се што е наведено во Христоволот на законикот на светите ктитори, документ кој на нас не ни е познат. Во еден дел е поменик, од каде наведените имиња се споменуваат за време на црковните служби, за здравје на живите и место на починатите во Царството Небесно. Тоа сведочи дека имало редовен литургиски живот во манастиров. Во самото спомнување на живите и починатите се одбива за време на литургијата. Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Аллилуйя. Во мир да излезам. На Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Господи, Ти ги благословаш они што ја сакат убавината на Твојот дом, прослави ги со божество на Твоја сила и не остави не нас што се надеваме на Тебе. Подари мир на Твоите цркви, на свештениците, на православни Христолюбив народ наш. Господи Боже, болните излекувај ги, а на здравите дај им разум и памет, зашто секое дарование дојде од озгора Тебе, Отец на светлина, и ние Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и није и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови. Да сте живи, здрави, за многу години. Браво, пријачно дедо, браво, конем да растеш, здрави. Господи благослови, Боже, че здрави. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојание Твое. Победи всех православным християнам нашим, нас сопротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Се причества Божието чедо Максим, волим да расте, да учи, да слуша. Браво за пеењето, дедо. Ти на здраве и спасение, благослови. Се причествува Божието чедо здраве и спасение. Господ Бог да здрави и спасение. Се причествува Божието чедо за здрави. Господ Бог да благослови на здрави.
Христос. Се причествувам, Боже честно Теја за здраве, Исус, Господ Бог нека благослови. Единствениот манастир на Матка кој континуирано има монашки живот со мали прекини од неколку години, главно во 20 век, е манастирот Матка. Во манастирот своевремено престојувале и епископот Велички Гаврил Светогорец со татко му монах Кирил од 1972 до 1974. Во нивниот краток престој од 2 години пред да заминат во Лесновскиот манастир, отец Гаврил главно се подвизувал во пештерите и горите на Матка, доаѓајќи во манастирот само за неделните богослужби. Додека татко му постојано престојувал и го одржувал манастирот. Неговиот татко се удостоил да ја види и како солзи чудотворната икона на Мајката Божја, која денес е поставена од левата страна во црквата, а тогаш била дел од иконостасот. Жител монах во манастирот бил и блажено починатиот архиепископ Охридски и Македонски господин Михаил, за кој се вели дека во спокој творел тука. Во негово време е возобновено монаштвото во Македонија. Во 1998 година манастирот повторно заживува. Се возобновува монаштвото во облик на женска обител. Типикот е по углед на светогорските, аскетско и сихастички, втемелен на Исусовата молитва. Господи Исусе Христе, помилуј ме. Возобновувањето на монашкиот живот во манастирот, една од идеите беше да се оформи работилница за изработка на свештени одејанија, од владички, свештенички, ѓаконски до комплетно облекување на една црква. Како за потребите на Македонската православна црква, така и пошироко. Таа идеја постепено се реализираше до сега постоечкото ателје. Ателјето ни е една мала работилница со капацитет од 5 луѓе. Концептот на работа е правење на богоугодни и што поуникатни издржани одејанија. Секое ново одејание е еден мал проект. Од дизајнирање, везење, кроење, шиење до финален производ. За еден пар одежди некогаш ни се потребни дури 2 до 3 месеци работа. Владички одежди со икони ни се има случајно година и пол до 2 години да изработуваме. Инспирацијата за изработување на одејанијата ја црпиме од богатата ризница на фреско живопис и од црковната орнаментика, што ја твореле и ни ја оставиле во наследство со векови нашите предци, вдахновени од Светиот Дух. Покрај одејанијата во манастирот изработуваме инфузирани масла или масла со чија помош се врши екстракција на медицинските, терапевските и аромативните својства на билките, растенијата и цвеќињата. Потоа, покрај изработувањето на инфузирани масла, цртаме кадилници, чаши, шишиња, значи ги оплеменуваме со црковни орнаменти.
царот Константин Велики. Кога на царот Константин му се јавил победоносниот крст окружен со звезди, и Артемий го видел тој крст, поверувал во Христа Господа и се крсти. Подоцна, во времето на царот Констанци, бил испратен во Елада, за да ги пренесе моштите на Свети Андреј. Плетеме и бројаници. Бројаницата е многу важен дел од секојдневието на еден монах, бидејќи на неа се молиме со Исусовата молитва. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Премудрост, прости побожно да го изслушаме светото Евангелие. Мир од Господа Бога на сите вас. И духови Твоему. Од Евангелист Матеј ке се чита свето Евангелие, да слушаме. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во манастирот има активен литургиски живот. Секоја недела и празник се одржува божествена литургија на која доаѓаат верници од Скопје. На 28 август, на Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, манастирот е премал да ги прими стотиците верници и посетители кои за овој празник доаѓаат од целата наша земја. Тие луѓе представуваат една продолжена рака на сестринството во секој поглед. Ние како сестринство не ги доживуваме како дел од нас. Ние сме едно тело, еден организам. Значи, сестринството си функционира како што е, но бидејќи се работи за поголем манастир, малку сестри сме во прашање и ние секогаш имаме потреба од луѓе, од помош. За еден монах молитвата значи живот. Значи, во манастир доаѓаме за постојана заедница со Бога, значи постојан диалог со Бога, а тоа е молитвата. И самото тоа живење, нели, во труд, во постојан подвиг, во постојана молитва, се надеваме дека е едно живо сведоштво и за верниците. Значи, како да кажам, еден поттик и тие што повеќе да ревнуваат во верата, во љубовта. Матка е мала Светагора, создадена и чувана од Бога во молитвено застапништво на Пресвета Богородица, каде духот и одишката на минатото хармонично не пречекува во сегашноста. Посетата на ова свето место може уште повеќе да го зајакне духот и верата на секој од нас и да не натера да станеме подобри и подоблесни.